Дали мислите дека медиумите, ако не и највеќе се виновни за ваквиот систем, од повеќе причини прашував? Апсолутно, медиумите се едни од најголемите виновници. Добро, не денеска... новинарите, не снимателите, точно, не фотографите, туку медиумите, собствениците на медиумите и генерално уредниците на тие медиуми, кои што не работат како уредници, туку работат како исполнувачи на желби на собствениците на медиумите. Медиумите во Македонија, генерално, да не претерам, ама 80%, се контролирани или се во собственост на луѓе кои што имаат странични, односно основни бизниси, дали се тоа бизниси со металургија, копање, градење, други индустрии, и со дел од парите кои што ги прават со профитите, потоа формираат медиуми, телевизии, весници и така натака, кои што потоа ги користат како средство за трговија со влијание. Значи, потоа ги користат како заштита медиумите. Ако ти мене ме чепкаш, јас тебе ќе те пуштам по медиуми дека ти си ваков, таков, онаков. И генерално медиумите се прават заради тоа и воедно властите до сега ја играат таа игра и на тие кои што газди, кои што имаат други бизниси, а медиумите им служат за заштита, се сервилни кон тие газди, им прогледуваат низ прсти, им чинат работи. Социјалистичка партија, например. Социјалистичка партија има 3 члена. Социјалистичка партија е во секоја влада коалиционен партнер. Знаеш зашто? За да се држи контролата врз една национална телевизија. Так. Ако не е дел од власта, тоа таа национална телевизија ќе биде критичка, опозицијска или ПС ќе биде. Ама вака, тој си со нас, ќе ти даеме пратениче и терај, и така се држи, например, тој е национален медиум во една таква позиција. Медиумите се основниот елемент, основниот запчаник во овој расипан систем. Значи, без зборам сервилни медиуми, овој расипан систем не може да функционира. Например, ако медиумите секојдневно и се работат, истражуваат за девијации, криминали, афери и така натака, тогаш властите ќе мораат да се коригираат согласно тие пронајдоци на медиумите. Ама, кај нас властите се научени, сите власти, не само ВМРО, сите власти, шибни го, уживај тендерчето, не се секире нашите, не се секире нашите, и тоа така си тера 30 години штама.